Неделава преку ЗЕЛС ќе се бара решение за високите сметки за потрошена електрична енергија кои ги добиваат општините од октомври минатата година па до сега. Општините кои се на слободниот пазар веќе добиваат огромни сметки, додека состојбата не е толку драматична во оние локални самоуправи кои се уште се под договор со одредени економски оператори, во кои однапред е утврдена цената, најчесто од првата половина на минатата година. Поголемиот дел од општините се уште ги немаат добиено јануарските сметки, но од нашите контакти дознаваме дека и тие ќе бидат поголеми од декемвриските. Градоначалникот на Струмица во интервју за Канал Вис Костадин Костадинов кажа дека месечната сметка достигнала до 75.000 евра. Правиот човек на Радовиш Ацо Ристов посочи дека во моментов плаќаат по 28,5 денари за киловат, што е речиси 10 пати повеќе од она што се плаќало во септември. Тој месечно плаќа околу 45.000 евра. Толкави се сметките и на општина Гевгелија, каде уште во ноември економскиот оператор што ги снабдуваше со струја го раскина договорот. Договор нема ниту општина Василево. За декември сметката им е околу 14.000 евра. Околу 10.000 евра е сметката пак на општина Дојран. Овие општини веќе неколку пати распишуваат јавна набавка согласно законот, но ниту една компанија не се јавува за да ги снабдува со електрична енергија, па истите пропаѓаат. 3 месеци може да бидат на универзалниот снабдуваш, но потоа ќе мора да плаќаат повисоки сметки. Нешто постабилна е состојбата и нема големи осцилации кај општините кои имаат договори. Босилово, Богданци, Новосело, Ландово. Сепак договорите им стекуваат веќе следниот месец или во април, иако за дел од установите кои се под нивна капа веќе добиваат поголеми сметки. Дел од градоначалниците кои ги контактиравме најавуваат рестрикции на уличното, бидејќи големиот дел од буџетот ќе оди само за сметки за потрошена електрична енергија. Други пак бараат општините да плаќаат цена за потрошена електрична енергија како домакинствата, бидејќи јавното осветлување е за сите граѓани. Состанокот на ЗЕЛС треба да дефинира со кои мерки ќе излезат градоначалниците и кои ќе бидат барањата што ќе ги упатат до владата.